Почитувани мој добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Во Собранието се вршат последните подготовки пред денешната конститутивна седница на Собранието по парламентарните избори на 8 мај. На сила е посебен сообраќаен режим. Полицијата е на терен, сите улици што водат кон Собранието денеска беа блокирани, а со пајак се отстрануваат паркираните возила. Она што ве прашуваме е дали сето ова е неопходно. Загрозена ли е според вас безбедноста на народните избраници? Од кого полицијата ги чува пратениците? Дали треба посебен сообраќаен режим за пратениците и членовите на владата? Дали е време пратениците да користат јавен транспорт за согласачите или само за избори се мешаат со нив? Секако ќе поставиме уште едно прашање од сите оние кои што не следат на Инстаграм. А ако не сте меѓу нив, треба да не заследите нашиот профил е Црвена линија. На Инстаграм стори кликнете и одговорете. Дали ви пречи кога полицијата ги контролира крстосниците за да поминуваат владините возила? Ете, гледате, така изгледаме на Инстаграм стори, а одговорите ги давате со кликање. Односно, ќе кликнете на вашиот одговор. Дали е тоа да или не. Во проценти редовно се пресметуваат резултатите, се соопштуваат по рекламите во секое издание на Црвена линија. Она што е секако добре дојдено да не заследите и на социјалните медиуми како што е Facebook, Црвена линија, таму можете дури и дискусијава да ја продолжите и по завршувањето на Црвена линија, се разбира преку вашите коментари и споделување. Заследете го и профилот на Телма телевизија на Facebook секако. Она што со нетрпение очекуваме секако вас да ве слушнеме, со оглед на тоа што ни е особено драго што во секој издание на Црвена линија сте во масовен број, што значи така всушност се креира и јавното мислење. Сите оние денес кои што рано наутро тргнаа на работа или да завршат некакви обврски, се разбира и оние кои што тргнаа на прегледи беа соочени со метаж и тоа сообраќаен. Па еве, ајде да видиме што ќе каже првиот гледач или можеби гледачка во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте, повелете. Поздрав до целата екипа на Телма. Големо благодарам во наше име, повелете. За сообраќаниот режим? Да. За народните пратеници? Така, со оглед на тоа што во тек беше конститутивната седница, имаше посебен сообраќај. Видите, мислам дека е оправдано, бидејќи дел од нив се најголемите криминалци. Ние гледаме од порано кои се суди по судите, по судовите, кои се осудени, кои се амнестирани, кои направија добри пари, кои прат уцени и тоа е оправдано, мислам. Тие се еден дел од нив најголемите криминалци во држава. И што има тука полицијата? Полицијата е нормално треба да ги заштити. Ви се чини ли дека е време пратениците да почнат да користат јавен транспорт, па заедно до работното место, односно до своите кабинети да идат со возилата на јавниот транспорт? Па како ќе користат јавен транспорт? Кој е будала да користи јавен транспорт? Кога имаат телохранители, кога имаат големи бенефиции, кога се уживаат имунитет, зошто да користат јавен превоз? Тоа само може во западните земји да користат, као Норвешка, као Шведска. Големо благодарам со тоа што еве вие сте првиот гледач кој што ја отвори оваа Црвена линија, а по вас следуваат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Да, на линија сте и тоа на Црвена, повелете. Многу благодарам на режијата што ме приклучи и голем поздрав лично до тебе и до цела ваша екипа што ја снимате ова. Големо благодарам. Па еве ќе почнеме со ова прашање. Ви пречели, например, кога полицијата ги контролира крстосниците за да поминуваат владините возила? Да, точно сакав и тоа да го кажам, дозволете да се искажам. Тина, нема потреба да се сопира сообраќајот. Нема потреба од обезбедување на полиција, на пратениците. Ние ги бираме пратениците.
како за време на кампањата идат со нас и во секоја куќа и во секое место, без полиција, без асистенција, со нивни обезбедувачи, а зошто да се ствара хаос и поголеми нервози и поголемо турмозење на полицајците да се обезбедува собрание. Нема потреба, тогаш да не бираме пратеници да бидат. Во сите европски земји, најмалку сум била во 5 европски земји, каде што пратениците се возеле со мене со трамвај заедно. Зошто нашиве мора привилегии да користам? Службени возила, обезбедување. Па нека не се напаќа луѓе. Ти му е страв. Од кого се чувствуваат небезбедни според вас? Од самите себе. Од самите себе. Големо благодарам и за поздравите и секако за одговорите во издание на Црвена линија. Веќе ги слушавме гледачите со кои што ја започнавме Црвена линија. Може би некои од вас ќе бидат исто мисленици со нив, а може би ќе слушнеме нови одговори. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Господја Тина, Златко. Добар ден, господине Златко. Добар ден, господја Тина. Дали утринава... Сакам да кажам нешто. Така, еве кажете дали утринава се најдовте во сообраќајниот метеж? Не, јас знам, тоа го следам од дома, зашто минатиот пат кога се гласаше, се случи тоа што се случи и сега ова е малку ровита ситуација, ова е буре барут Балканот. Не е Шведска што го кажуваат и Европа. Ова е буре барут, каде што све мора да се контролира и чак што више касно полицијата и врши затварање на сообраќајници. Убав ден, господја Тина. А кажете ми го ова, ве молам, господине Златко, дали ви причи кога полицијата ги контролира крстосниците за да поминуваат владините возила? Не, си врши своја работа. Све се десава кај нас. Во задни момент може да се случат многу работи. Така, значи вие го оправдувате сообраќајниот режим. Неопходен е, добро. Да, се најубаво за слушање. И јас ви велам големо благодарам, господине Златко, продолжете да не гледате. Одиме понатаму да видиме какви одговори ќе слушнеме на 02 307 0005. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, повелете. И до вас исто. Голем поздрав. Јас мислам дека е во ред посебниот сообраќајен режим, затоа што малку е специфична ситуацијата сега. Има голем отпор кон новата власт. Мислам дека од почеток да, но потаму да се олаба и работата малку, и стварно непријатно е. Не може да поминиш низ улиците со ротациони светла и со сите работи, но сепак мислам дека се во право. Денес беше првиот ден и мораше да се заштитат пратениците. Сепак ова е конституирање на ново собрание, да се разбериме. И моето мислење дека е во ред. Ова е денес во ред. А дека вие во Скопје се соочувате со многу сообраќајен режим, тоа е факт. Ние во Битола не. Сега вас ви смета, нормално дека ви смета, секој си ја брка својата работа, секој сака да стигне на време. И тоа смета. Јас себе разбирам, но разберете дека вие сте метропола, главен град на Македонија и дека постојано ќе имате сообраќајен метеж. А еве, дали сметате дека според вас на Скопјани им е дозволено да им пречи или не треба да им пречи кога полицијата ги контролира крстосниците за да поминуваат владините возила? Мислам дека му пречи, ама не треба. Не треба, сепак тоа е власт. Треба да се знае кој поминува. Сепак треба да почне да се дај на власта и да му се дај пат да поминат, да си ја завршат работата. Сепак го дадовме гласот за нив. Се надеваме на подобро утре и мислам дека е во ред. Убав ден од мене. Големо благодарам за вашето учество во Црвена линија. Останете со нас и понатаму. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Ве слушаме во Црвена линија сте. Благодарам, поздрав и до тебе и до сите нормално во Телма телевизија. Јас да ти кажам најискрено, мене се ми пречи. Значи, како пешак, па кога ќе ме застанат, па кога ќе ми речат пред собрание,
Застани на страна. Зошто јас да застанам на страна? Ајде, разбирам возилата што ги сопира. Ама зошто јас како пешак, кого тоа јас загрозувам некого? И неколку пати така ми се случило и викам, бе, пуштате ме, идам на зелен пазар, ништо не правам и не ме пуштат и така се нервирам. Ми пречи затоа што исто кога треба да помине некој, зошто па да не почекаат и они, па кај тоа брза, тоа што прават они леле, па што направи од државава, па сега те ме ќе им правиме предности, а тука со кола ќе чекам пола сат или сат за на работа. Значи ми пречат многу работи затоа што премногу им се дава акцент, значи па толку привилегувани. А сега ова што е полицијата што ги чува, знаеш, ти си размислила сега која ставихте темата, има многу разочарани луѓе, значи, знаеш каква агресија, вие си одите на работа, знаеш и се враќате, вие не знаете кој што чекори на улица, не знаете уште каква агресија владее во луѓето, незадоволни, гладни, знаеш, како животни која крволочни, нели, која нема да имаат јадење па напаѓаат, се престоривме во такви луѓе, веќе нема људско во нас. Така да, може би со право ги штити полицијата, не знам како да кажам, затоа што гладен човек е болен човек, гладен човек е разочаран човек, значи ова бесправно све што ни се случува, мобинзи, безпарици, еве, ова болници нема лекова, значи луѓето не знам какви ги станат. Јас да ти кажам најискрено, ја гледам, убаво сакам да гледам оптимистички, ама како оптимистички да гледаш? Според вас, дали е доволно да бидат обезбедени, нели, политичарите, пратениците, а сообраќајот да си врви безпрекорно, без додатен режим? Па да, па така треба да е. Така треба да е, ама ете, они мислат поинаку. Поздрав многу. Поздрав, благодарам што го споделивте вашето мислење со гледачите на Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, на линија сум. Да, повелете, ве слушаме во Црвена линија. Јас сум Ајановски Ташо. Од кого полицијата ги чува пратениците? Полицијата ги чува од тие силиџиските моторџи, силеџиските автомобили кои идат на црвено, на зелено, на шарено, како да речам. Они ке треба да поминат, овие колудаци возат со 200, со 300, со 200 Сакате да кажете дека километри на сат. пратениците, всушност полицијата ги обезбедува од несовесните возачи? Да, па не ги... Оде јас сум кај владата, како да речем, од Гоце Делчев мостот према Карпуш. Така. Која ќе почнат она и сега која ќе треба цеа да одат кај владата и цел сообраќај е запрен. А некој има потреба од брза помош да стигне до хируршка операција или некоја како да речем судар имал, па треба да го спаси брза помош. Таа брза помош никако не може да промине заради овие политичари. И затоа јас сум револтиран. Тие никој не може да ги утепа нив. Зашо ја да влезам заради нив у затвор? Тие се као обични граѓани што сме ги... Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. До сега можевме да слушаме најразлични одговори, размислувања во однос на темата за која што зборуваме. И еве, како што можете да видите и на ТВ приемниците, темата е дека денес на сила стапи посебен собраќаен режим со оглед на тоа што во тек е конститутивна седница на Собранието. Но овој собраќаен режим, секако, како и секогаш, предизвикува поголем метеж, со оглед на тоа што обемот на возила во утринските часови е огромен. Секој си оде, кој на работа, кој на прегледи, кој секако да заврши обврски. Тука настанува реално вистински хаос. Дали според вас е неопходно да има собраќаен режим кога е во тек собраниска процедура? Добар ден. Здраво. Здраво. Има една гнасна изрека, кој е каков е, затоа така прави. А не ќе да кажам тоа измеѓу редови. Кој е со и така натака. Значи, ружни зборови се ќе ми исклучите, инаку заслужуваат да ги кажам.
Затоа прават вакви посебни режими. Затоа што не се со чиста совест. Затоа што се со расципана совест. И дека јаките заслужни граѓани, да вие пратеници, нарочито, како што видов 118 пратеника, 2 се откажале, или како беше работава, од тие таму 118, сите 112 не заслужуваат да ги погледнеш, не по обезбедување да им дадеш. Само 6 души таму вредат од тие сите таму пратеници. И сваки сообраќајни режими не смеат да прават. Ова е злоупотреба на системот, на власта. Ја не знам, тој министер Јошковски, Тошковски, како го викаат, тој треба сега одма на клоци да се избрка од полиција. Да ги избегнеме ваквите зборови, само кажете ми, ви се чини ли дека ќе дојде време пратениците да користат јавен транспорт, па заедно со народот да се движат до своите работни места? Ако останат оние 6 пратеника и да се намножат, да, инаку без тие како 6 пратеника не. Благодарам многу за одговорите и една напомена, иако гледачот се разбира, ќе го поздравиме со оглед на тоа што редовно учествува во Црвена линија. Значи, нашата етика и правило е дека се може да се каже, секако да ги искажете вашите ставови и одговори, без употреба се разбира на погрдни, на вредливи зборови, говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Добар ден! Добар ден! Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Во Црвена линија сум, така? Да, повелете. Па видете, јас оправдувам до некаде мое размислување ова што многу полиција има. Ме слушате, така? Да, продолжете. Да, најверојатно уште немаат нотарски изјави подпишано пратениците, па не се знае кој кај ќе залута. Ја мислам, кој ќе се подпиша нотарски изјави, тие ќе го слушаат лидерот, нормално ќе го слуша лидерот, овие платениците, мислам пратениците, да. А иначе ова што по раскрстици што има, повеќе полиција и контроли, па нормално е тоа. Еве на исток, да речеме, во Австралија кенгури кои ќе врват кенгури, застанува полиција да поминат кенгурите. Во Индија, па кравите се свети животни. И застанува и полиција, и луѓе застануваат, и семафори, се, за да поминат кравите. Сега кај нас не знам како треба да го крстиме тоа, некој господин или како да го крстиме, или животно, едноставно, мора да помине тука свето, свет човек, човек на кабине, свет човек мора да помине, има предност пред другите овоземни луѓе. Тие се свети, да не речем. А еве пратениците, според вас, од кого се чувствуваат небезбедно? Сами од себе тие се плашат, не се плашат, сами од себе се плашат. Знаат што ќе прават и што направиле досега. Затоа е тоа така. А ви се чини ли дека еве некогаш политичарите, пратениците ќе користат јавен транспорт заедно со граѓаните, ќе одат на работа на тие користат јавен транспорт, можеби само кога лепат плакати, иначе за друго не користат јавен транспорт. После тоа веќе се за заштитени животни. Благодарам и пријатно. Големо благодарам и вам за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија сте. Во врска со враќање од Режит. Јас сум возрастно лице, меѓутоа сакам да кажам, ако ние во минатите... Добар ден. Да, ве слушаме, продолжете. Ако ние во минатото, во нашиот работен век, доаѓаме редовно на работа наутро, стануваме многу порано да стачаме на своето работно место, тоа значи дека и пратениците денеска пошли за прв ден на работа, тие треба да станат рано и да бидат токму во толку часот во колку што е договорено. Никако да не користат сообраќај, режим. Тоа е една голема глупост, затоа што луѓето се валјуваат на работа, се пореметува системот, кај луѓето кои што треба да патуваат на своите работни места, учениците кои што треба да патуваат, возрастните луѓе кои што треба да одат на пазар на други места. Зошто би користеле една таква голема армија на полицајци да ги стопираат секојдневните сообраќајни линии за да појдат нашите пратеници на работа? Па тоа е нормален процес за некој да појде на работа. Зарем и нас некој ни обезбедува савале кога каснеме на работа, некој треба да ги сопира семафорите за да појдеме на работа. Тие се платени и треба да додат на своето работно место и за тоа треба да зимаат плата, а не да го стопираат сообраќајот кај што треба сите... А ви се чини ли дека некогаш еве ќе доживееме да користат јавен транспорт заедно со граѓаните?
Па се надевам треба новата влада да работи на тоа за пример да биде ако можат. Така, големо благодарам и вам за учеството. Напомена секако 90 секунди едно излагање, но и додека траеме секако секој од вас е добре дојден уште еднаш да биде вклучен во рамки на црвена линија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, повелете. Вака сега, јас сум против ова да се прави сметња полицијата да блокира све за да помине некој си штетник што е држава што е ничкоса напаку. Тие можат од провинција со возови, со автобуси до железничка станица, од железничка станица до собрание колку има? 200 метра нема. Ќе си дојдат на работа. Полицијата има право да направи ред само ако има брза помош, спасување на животи, да направат некој ред да пропуштат. И да казнам некој што се паркирал на недозволено место. Ништо друго. Да ги пуштат слободно луѓето да дишат, да одат. Штетниците, молим те, да се заштителе. И ова полиција и друг пат сум кажал, по институциите што се нагнездени на влезовите, да се ивчистат од тука. Да не можеш да влезиш. Што мислите некој со бомби влага тамо? Ајме, од кого пратениците се чувствуваат небезбедно? Или може би, како што рече гледачот, за да не задоцнат во собрание се прави овој собрание? Небезбедни, некој ако му удрил кимката него, ќе го свитка на друго место, никој не ги приметува пратениците. Какви пратеници? Тие да имат поима, да имат малце обзир за држава, нема она да се случува денес што се случуваше во парламентот прв ден. Дојдо глупости права тамо. Благодаря многу и вам за вашите одговори. Продолжуваме. Добар ден. Благодаря многу и вам за вашите одговори. Продолжуваме. Добар ден. Дали некој да го намалил тонот на телевизорот? Дали се слушаме? Продолжуваме. Добар ден. Дали некој да го намалил? Еве имате можност со ехо да ме слушнете како повторувам она што го кажувам. Како и да е, ова е добро што се случи. Една мала напомена до гледачите кои што верувам ке имаме и такви кои што за прв пат еве ќе почувствуваат и желба и секако потреба да кажат мислење на денешнава тема. Од технички аспект ве замолуваме да го намалите целосно тонот на телевизорот, да зборуваме јас и вие преку слушалка. Се разбира за да немате чувство дека не сте вклучени во програмата, дека може би некој друг зборува и секако да нема ситуација како што се слушав јас преку ТВ приемникот од оној кој што се разбира го вклучивме во програмата. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако, повелете. Благодарам, убав ден, среќен ден. Најубав и среќен ден и вам. Благодарам. Па вака, прво за мене е нелогично некој некого да стопира на семафори или да го заштитува собранието. Па нели е тоа народно собрание? Тоа е собрание на народот. Дали тие кои што работат во тоа собрание, пратеници и кои други службени лица што работат, дали се тие луѓе со посебен карактер, со посебни овластувања, дека се над сите останати, тие може да бидат, што се вика, уно. Па што сум јас, што сте вие? За мене ми се чини дека ние одиме према Европа и треба да ги применуваме законите и прописите према Европа. Значи, во Шведска може да оди на работа во парламент со точак, со метро или со било кој друг превоз, а нашата господа не може да отиде, значи, со јавниот превоз или било како, без некој да го примети. Кој интерес имаме ние од тие наши пратеници? Овие наши пратеници само штетници се. Тие државата ја изедоа, ја упропастија и само, значи, не направија големи дубиози, големи, да речам, повеќе да употребам зборот тендераши, отколку да практикаши. Тие не ја сакаат државата. Тие не го сакаат собствениот народ. Тие само еден ден го сакаат собствениот народ кога го... Благодарам многу за вклучувањето. Поздрав уште еднаш до вас. Секако да се внимава малку и на времето. Тајмерот е 90 секунди. Автоматски се исклучува. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Повелете. Тина. Да? На
Немам работено во странство, сум бил во странство Европа, во Германија, многу пати, Данска, Шведска, Холандија. Се зачудив кога министерката во Холандија оди со точак на работа. Замислете вие, замислете да застани сообраќајот во Германија, требало да побине, ќе речам Мицкоски, ајде да не рече дека сум Сони, да помине Мицкоски. То би се створило од Битола до Скопје редица, само за 10 минути. Ова е невидено чудо, да го ти сообраќајо, да го закочиш. Али ова останало уште од времето на Бранко Црвенковски, се иде под Скопје за Битола, не паркираја во Кавадарски пато, 2 сати чекав да поминел господино Бранко Црвенковски. Гледајте што се случува. А истиот тој човек во Рек беше, кај што муабет правевме, и ако сакав, може со голи раци да го задавам. Или кој не Без знаеше такви што... зборови, ве мола. Кажете ми, од кого се чувствуваат небезбедно тогаш, или дали може би не сакаат да задоцнат за конститутивната седница? Ете, реагираше црвената линија. Јас ве замолувам, се разбира да имате во предвид избор на зборовите кои што ги користите. Ќе го разбереме и гневот, ќе го разбереме и револтот, но секако сето тоа може да се искаже без да се користат, се разбира, зборови, насоки околу искажување на насилство или што би направиле, а секако не сакаме и нема да дозволиме како црвена линија употреба на говор на омраза или говор кој што алудира на насилство. Како и да ќе му се заблагодариме на гледачот, секако беше повеќе од јасен за одговорите и темата за кој што зборуваме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Еве, открите ми дали утринава заглавивте во сообраќајниот метеж. Тина, знаеш колку пати сум заглавил? Што псуење сум им удрил, ле, мајко. Не само ја, и жени, и мажи, абе, на семафори толку псуење ја не само со години така правам. Сега, Тина, знаеш што? Вака сега, кој зборвише за пратениците, ајде ги пофалам пратениците на левица, нели 6 пратеника имаат. Не сакаат да земат патни трошкови. Предходните не земаа, двајца беа, не земаа патни трошкови. А еве кажете ми, пратениците всушност со сообраќајниот режим брзаат да не задоцнат на работа или? Не, така име кејф се прават однака. Така кејф име. Уживаат у тоа, знаеш, со луксузни коли и уживаат така народот да ги гледа. Ама народот им враќа, ја ти викам, пуно пати сум бил безобразен, сум ги псувал и полицајците тие што и чак и возрастни жени им се обраќале на полицајците зашто е така. Еве, нели би им било кејф на пратениците да користат јавен транспорт и да бидат заедно со граѓаните? Би сум ги избракал од работа. Кај пратеници само работа за лидери. За лидерите, што ќе му кажи да дигне 2 прста. Тоа им е улогата на пратениците. Пратениците се кај нас 90 секунди. Благодарам за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. 90 секунди. Благодарам. Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Скрос е исклучен тонот. Ве слушам само на телефон. Одлично. Повелете. Гледам голем револт на народо и со право. Тоа држи вода тоа дека народот е револтиран и сите тие работи, меѓутоа грешката тешко некој да ја погоди точно кај треба. Јас би потенцирал дека полицијата си зема поголемо право од што има ингеренции. И не можеме ние да бидеме полициска држава да не контролира полиција во се. Еве ќе ви кажам зошто. Холандија, Данска, гледам дека пратеници, министер слушнав сега дека кажува оди со точак на велосипед, оди на работа. Ако знаете дека председател на Куба одеше со стара модел Volkswagen Буба. Никаква пратња, никакви ова, тие се имат обезбедување кои се околу него го пратат, меѓутоа не мора да имаат главна улога
во животот на граѓаните да застане сообраќај за да поминеле тие. А би потенцирал дека кривицата гледам во МВР. Затоа што и во времето на режимо беше МВР најкритиковано, а и во времето за волја на вистината на Оливер Спасовски. Тие и ден денес имат, како да ви речам, контрадикторни со самата институција. Дозволете ми да ви кажам само, затоа што еве Битола, милиција, ние одиме во СВР, нема централа. Не можеш да добиеш бараната личност на телефон. Благодарам многу за вашите одговори во ова денешно издание. Ве можевте досега да слушнете голем број на одговори и размислувања, да видиме што ќе се каже и понатаму во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Може би погрешно ме разбра режијата. Сакав да кажам, ај сега поумерен, сакав да кажам дека зошто се плашат, не треба сообраќајот да го блокираат дека одат на работа. Еве, кажав, не со точаци со ова се. Реков цела Европа дека сум бил и гледам. Замислете, реков дека ако една Меркел или еден во Франција Макрон го заприте сообраќајот, вие ќе направите хаос кој нема да го рачистат 10 до 15 часа после. Таквите луѓе, било пратеници, било министри, било се, тие нема да и видиш кога ќе дојде на работа. Јас не знам зошто не сум јасен, може би режијата погрешно ме свате. Кажувам дека чекам во Кавадарци 2 сати, Бранко Црвековски да поминел. Па ние заедно бевме во рек Битола. Ако некој сакаше нешто да му направи, јас може и криво се изрази. Ете како што сега се изразувате, се разбрав. Ако мислев нешто против него, нарака ми беше за се. Не бе човек, не е за тоа. Не е во тоа. Во тоа е, зошто се плашат? Еден Тито, замисли се, во Југославија се шеташе како пашот и го сака луѓето. Изгледа овие се плашат од самите себе, од вампирите се плашат. Не бе луѓе, никој не бе четка. Работете кој што треба. Големо благодарам. Еве, ја исправивте грешката, но и дадовте пример како всушност може да се поентира, да се дадат одговори, без се разбира да се користат зборови кои што алудираат на насилство. Големо благодарам уште еднаш. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Голем поздрав до вас, Тина. Дали бевте затекнати утрината во сообраќајниот метеж? Не, јас не живеам моментално во главниот град. Живеам на западниот дел од Македонија, така да не бев затегнат во гужвата. А ова што се случува сега, тоа е, можам да кажам, одлично искуство, дека е демонстрирање на сила и моќ. Затоа што ќе се врата малку наназад, имало ситуации каде што многу пониски на ранг од пратеници, да речеме обични началници, кога сака да одат са бајле на работа, сака полицајци да го регулираат сообраќајот, за да не чекале. Така да, ова е демонстрирање на моќ, власт и сила. Иначе пратениците, ако сака да стасаат сите во 11 часот, ќе тргнеа малце порано. Ама и пак закаснија, најверојатно не испанал добро планот, пошто ја гледав Конституцијата. А дали ви се чини дека ако користеа јавен транспорт или може би да е со велосипед, како во Холандија што го прават тоа и премиерите, ќе стигнеа многу побрзо и пред 11? Па, мислам дека не се доволно одговорни. Тие и сега закаснија, во 11:30 почна, тогаш најверојатно ќе почнеше седницата вечер во 10. Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Вам и на вашата екипа. Јас се слагам со претходниот гледач што кажа. Навистина е така. Зошто да се плашат? Од кого ќе се плашат? Од нас? Што ги бираат? Јас не отидам ни да гласам, ни ништо. Затоа што
Немам ја фајда од тоа гласање нивно. За мене е све исто. Како за сите, така за мене. Ама нема потреба да се плашат. И да одат со милицајци да ги вардат. Зошто да се вардат? Оние ако мислат дека се искрени и сте, и пак ќе дојдат покасно, што вика гледачот пред мене. Не е тоа. Тоа е само чекај ја да се покажам кој сум и како сум. Толку пријатно, извини ако грешам. Не погрешивте апсолутно воопшто со оглед на тоа прво што се вклучивте во црвена линија и овозможивте и останатите гледачи да слушнат како вие размислувате на оваа тема. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, во црвена линија сте. Може да зборам? Да, ве слушаме, повелете. Да. Вака сега, многу вака луѓе го тропаат глупости. Да не ги навредуваме луѓето, ве молам, зборувајте. Полицијата е тука да го заштити оној што е на власт и што го избрал народот. Значи народот ги е избрал оваа власт. Полицијата мора да ги заштити. Киро Глигоров имаше атентат, значи може и на оваа власт да и се случи атентат од некој што се против таа власт. Значи полицијата е тука. Од кого полицијата ги чува пратениците? Од самите можда некои пратеници тука што изгубиле да изборите. Од кого полицијата го чува народот? Од самиот народ што ги тепа своите луѓе. Некој ќе истепа жената, некој ќе го истепа овој, некој ќе го истепа оној. Значи, мора да се воведе некој ред. Значи и полицијата мора да ги брани. Не напаѓајте полицијата. На полицијата во однос на сообраќајниот режим, дали беше неопходен? Па мораше да биде така. Како? Прв ден е денеска. И мора да се создаде таму. Прво, кај собранието нема место за паркирање, каде да се паркираат. Второ, треба да поминат сите тие пратеници, 120 пратеници. Кај ќе дојдат тие од толкав метеж во собрајќеот? Кај ќе пројдат? Некој ако сака атентат да им изврши, што ќе направат тие? Што треба полицијата? После треба да ги брка, ти си крив, ти си за ова, ти си за она. Значи, мора да се воведе некој ред. Треба да сватат народот дека државата, дека оваа власт е избрана од народот. Да е држава. Државата, значи, по уставот има право, значи, е национален интерес во прашање. Така, благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. За вклучувањето. Ете, повторно не е намален. Намалете го целосно тонот на телевизорот, ве молам. Намален е телевизорот. Одлично, повелете, се слушаме. Уште од првиот пат, кога веќе ме прекратија, само што ја споменав и кажав за полицијата. Тоа е доказ дека и натаму сме прислушкувани. Иначе јас сум од Битола, ќе кажам име презиме на крај. Кажете ми, дали според вас е оправдано, дали ме слушате? Дали ме слушате? Дали според вас е оправдано во главниот град да има посебен собраќен режим кога има конститутивна седница на собранието? Не е оправдано во никој случај и народот е во право. Меѓутоа, необходен е ветинг на полиција кај нас. Како прво, со ветингот, без да се пред да се почни, сигурен сум дека 30% од вработените во полиција, кои се во догуша во криминал, ги знаеме сите, поготово, јас можам за Битола да гарантирам, гледам како е цела држава, ќе си дадат сами оставки, само да не му се провери потекло на имот и сите тие работи. 30% веќе ги губиме, а од тие што ќе останат, 50% треба одма да отпаднат. А кажете ми, од кого се чувствуваат небезбедно пратениците? Прво е, ќе ви кажам, тие што ги чуваат пратениците, полицијата, има повеќе фракции. Вие не знаете што се работи во МВР, доаѓат редовно. Благодарам многу за јавувањето. Сега се разбира, се прекина, затоа што помина 90 секунди, толку изнесува време трењето. Благодарам многу за вклучувањето и без грижа, никој ништо нема потреба, барем во црвена линија да има прислушкување како што помисли гледачот.
Всушност треба јавноста и особено оние до кои што им се обраќаат граѓаните добро да слушнат какви одговори, размислувања и ставови имаат гледачите во однос на темите за кои што зборуваме. А денес зборуваме за тоа што овие денови на сила стапи посебен сообраќаен режим. Секако голем дел од граѓаните на главниот град поради овој сообраќаен режим беа пренасочени, па се создадоа огромни колони, кои што секако граѓаните им предизвика и нервоза, но и неможност на време да стигнат до дестинациите кон кои што тргнаат. Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав и до вас. Моето мислење е дека во вакви случаеви, кога има конститутивни седници, така како не можам да го доречам, добро, треба да има посебен режим на сообраќајот. Не заради тоа што некој пратеник треба да се плаши од народот и слично, туку. А што мислите вие? Дали денешниот ден не е предмет на наблюдување на разузнавачките служби на Србија, Кина, Русија и да не речам други? Од кого не се чувствуваат безбедно пратениците според вас? Па треба ова да се чува денешната седница на парламентот. То да му е јасно на сите доеден. Сакаат раздор да направат во Македонија меѓу албанците и македонците. Се знае кои се тие. Ево Левица денеска ги кажа роговите Левица. Ама да се вратиме на темата. Кажете ми дали ви пречи кога полицијата ги контролира крстосниците за да поминуваат владините возила? Не ми пречи, бре. Не сум искомплексиран човек јас. Не ми пречи, нека помини, нека се брка работата и готово. Толку. Тоа е се, добро, благодарам. Ете, слушнавме што кажа и овој гледач. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден, поздрав до телевизијата, до вас и до сите гледачи и слушатели на вашата телевизија. Големо благодарам. Вистина смета, од јас живеам на раскрсница. Ама верувај ми, се има случајно многу пати да помина, никој да не ги клани на умо кој врва. Ако врват така, без обезбедување, без се, никој нема да примети кој врви, кој е внатре и каде одат. Искрено ова ви го кажувам, зашто живеам на раскрсница. Од това не знам што сака да докажа, само му прави ревоз на народот, го нервира народот, некој може има вистина голема потреба за да помини во тоа време, нешто хитно, ние сме сите луѓе со крв и од месо имаме секакви потреби. И тој мете што се случува, тоа е страшно нешто. Зато нека си одат човечки, пешки да одат, никој нема да ги види. Искрено да ви го велам, зашто имам приметено. Никој не го интересира повеќе ништо. Па младите посебно. Уопште не се заинтересирани. Ние пензионерите ќе се извртиме наваму нато. Ау, овој беше пратенико. И ќе заминиме. Сами си дава важност и со ова праметеш и ревост во народот. Ви благодарам што ме се слушавте и сега јубаво. Благодарам сега кој што се изјаснивте во црвена линија. Продолжете да не гледате. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, ако сум веќе вклучен повторно. Ако, секако може, ве слушаме, повелете. Па да се доискажам до крај дека цела грешка е во полиција, а не затоа што едно ќе кажам искрено, се уште не сме зрели за Европа. Таков е менталитето наш, што полицијата години наназад, 3 децени, води со државата. Така беше и во режимот, така и сега во полициската хунта. Подоша и од режимот дојде. И ги ви кажувам дека во Битола, ние сега, полиција нема централа. Одиш и кој како сака, дали ќе те прати или горе на спрат, кај те чека закажано началник или ова. Наврата некои жестоки момците товирани, своја волја си тераат и единствено што можеме да биде само кастрење во полиција да застани здрав човек на здраво место. Добро, тогаш како според вас... Не се страмам, ниту се плашам. И напаѓан бев во Битола, пред својот дом, а и во Скопје, истото
со кола без регистрација, али дечките куртулија од полиција ми Кажете ми го ова, ве молам, ние зборуваме околу тоа дали сметате еве дека е неопходно да има собраќен режим во ситуации како што еве во тек конститутивна седница во собрание. Го имаме ли гледачот се уште? Ало. Имаме нов гледач најверојатно. Добар ден. Не, новиот е стариот, се уште. Добро, ме слушате, добро. Кажете ми, според вас, неопходно ли е да постои собраќен режим како утринава, кога во тек има конститутивна седница? Не е воопшто неопходен. Добро, благодарам многу, дадовте одговор во секој случај. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Да, црвена линија. Да, ве слушаме. Тежок збор, да. Ама посебен режим, не треба да има ниту емисија за тоа. Посебен режим, значи... Посебен собраќен режим. Ете така, значи треба да дојдат 118 пратеници да влезат во собрание, така? Да. Така. Значи некој треба да го обезбеди тоа. Тоа е полицијата. Под кој посебен сообраќаен режим би станал збор? Ајде сега. Вас да ве прашам. Одговорите. Еве, јас ке ви одговорам. Утринава требаше да бидам на клиника и наместо да се оди по одредена улица, како што е од кај собранието, да речеме, се правеа сите колони да бидат пренасочени преку улицата која што е кај Рамстор. Ете така ќе ви кажам. И настана голем метаж. Дали сметате дека требаше да биде затворено пред собрание? Да, ама тоа се кажува ден унапред. Гледате го радио телевизија Србија наутро и да видите. Тие секој утро кажуваат за другиот ден сообраќајниот режим. Која улица е затворена, како, што и како. Значи, вие треба да се обратите во полиција, да прашате која улица денес е затворена и што. Ја не можам да разберам зошто сега го дискутираме. Кажете ми дали е неопходно да има собраќен режим токму поради конститутивна седница? Да, би требало да има, затоа што 118 луѓе треба да влезат во собрание. Добро, благодарам, ете ни одговоривте. Слушнавте што кажа гледачот и продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Јас сум пензионер. Работев 44 години. Добро. Еднаш не закаснив на работа. Ама знаев сам вајле да искочам во 5 сатот и да си одам на работа. Дали на пратениците тоа им е работно место? Намалете го тонот на телевизорот. Намален ми е тонот. Добро, продолжете тогаш. Дали пратениците треба да видат на работно место? Треба да биде, ќе си искочи порано. Не мора кола да го носи до работа. Што не ме носе и мене на работа? Ме чекаше автобусот и ќе си отидам на работа. Не сега бил пратеник, мора со полиција да го носат на работа. Од кого се чувствуваат небезбедни, што мислите? Од кого? Ако правиш бели, ако крадеш, ако правиш, некој ќе ти направи беля. Дали ви се чини дека никогаш ќе користат јавен транспорт заедно со граѓаните? Никој пат тие нема да користат. Никој пат. И кој да се, дали се од СДСМ, дали од ДУИ, дали од ДВМ, никој нема да користи. Секој треба да си оди на работа со автобус, не да го носат коли. Значи самиот се плаши од себе. Тоа е работата. Само привилегии, а народот ништо не добива. Тоа е. Благодарам многу. Големо благодарам и вам. И сега дојде времето да ги погледнеме рекламите, а по рекламите следуваат и резултатите од Инстаграм анкетата. По рекламите останува да ви ги соопштаме и резултатите од Инстаграм анкетата. На прашањето дали ви пречи кога полицијата ги контролира крстосниците, кога поминуваат владините возила, да видиме дали можете тоа да го видите и вие. Ете така. Со да одговорија 76%, со не одговорија 24%.
Овде ќе ве поздравам, но секако и ќе ве поканам да останете со мене, бидејќи веднаш под црвена линија почнува вашиот омилен, најомилен квиз заврти на Тилма. Денес секако на менито ќе стартуваме со главна награда која е велосипед. Одлично добре дојдена за овој период од времето и секако летото кое што следува. А што се однесува до оние кои што го искажаа својот став во црвена линија, секако сакаме да ги слушнеме и во заврти на Тилма и пријатно да бидеме сите изненадени од многу освоени награди. Се гледаме за кусо време.